Штедењето веројатно е еден од неколкуте клучни услови за обезбедување по сигурен животен тек, и тоа како личен, така и за следните генерации. И иако во светот актуелни се протестите за недоверба кон банките, кај нас по се изгледа состојбата е поинаква. Информациите велат дека условите во изминативе неколку години се подобрени и поповолни за штедачите. Два фактори се кои што влијаат на подобрените услови во овој период. Тоа се секако зголемените каматни стапки кои што му возможуваат на населението повисок принос и секако сигурноста која што ја возможуваат сите банки за населението и за штедачите. Тоа се докажува преку континуираното зголемување на депозитите, како и по број на штедачи, така и по износ на депозити кои што континуирано во последниве 5 до 6 години се зголемува. Штедење тешко на денешница, али се издвојува некако на крај многу тешко. Како штедите во денари или по денари? Во денари. Релативно, некош повеќе, некош помалку. Како штедите, дали најчесто во банка или под перница? Не, во банка. Затоа што тоа е ипак сигурна институција која дава не така големи камати за разлика од паро, но меѓутоа релативно е посигурно. Па не, ние сме пензионери, ние од тоа што го добиваме, значи го трошиме, не останува за настрана. Од први до први. До пред некоја година со пензиите теравме, сега ги трошиме резервите. Станалот ни падна многу. Она што е забележително во последниот период е дека и самите штедачи стануваат поспецифични, односно попребирливи, поради што банките имаат одговорност да ги задоволат барањата на потрошувачите. Во последно време во Македонија се забележува дека голем број од населението своите слободни средства ги штедат во банките. Значи, тоа е огромен процент доколку се споредиме со останатите земји од регионот, за разлика од другите земји, значи повеќе се штеди во други инструменти, кај нас повеќе се штеди при поручување на депозитите во банките. Причината за тоа претпоставуваме секако висината на каматните стапки кои што се во нашата земја дури повеќе од некои земји повисоки. Од една страна, меѓутоа и неразвиениот, доволно неразвиениот финансиски пазар. Светот е во една економска криза. Дали можеби економската криза влијаеше врз штедачите и врз граѓаните да се одлучат да ги заштедат светот? Да, дефинитивно, како дополнителен фактор е и економската криза, поради тоа што знаеме дека во услови на економска криза кај населението се креира некоја голема неизвестност и сите оние средства кои што ги имаат, посигурно се чувствуваат да ги вложат во банките наместо да ги инвестираат на друго место. Во периодот, значи, на економската криза и почувствувавме дека граѓаните доста беа активни во орочувањето на депозитите кај нас. Најчесто и најголем дел ги инвестира и со гарантирана каматна стапка која што Стопанска банка ја нуди, беше единствена во моментот на пазарот со фиксна каматна стапка. И секако дека влијае, бидејќи на тој начин граѓаните се сигурни и во влогот кој што го вложуваат во банката, како и во приходот кој што ќе го очекуваат од каматата. Така нареченото штедење под перница се чини е тренд во изумирање. Напротив, тенденцијата да се штеди во банка е во континуиран пораст, што е и очекуван тренд за иднината. Причина за ова е фактот дека штедењето, планирањето и инвестирањето во иднината представуваат неизоставен дел од секојдневието на современиот човек.